Ново видео интервју на Република телевизија. Европа е местото каде неверојатно ќе се одигра новиот бран на модерен тероризам и тука трансатлантската антитерористичка стратегија ќе биде ставена на тест. Се наведува во новата анализа на германскиот Маршалов план. Оваа анализа се повикува на најновите случувања во Франција, во Белгија и во остатокот од европскиот континент каде што се случија терористички напади. Во меѓувреме во Македонија се беше објавено делото Кризите на модерниот свет, предизвици за либералната демократија од религиозен фундаментализам. Тоа е научно-истражувачко дело кое што ќе продолжи, кое што ќе добие и свое продолжение. Во него се обработуваат модерните закани за човештвото, односно религискиот радикализам како алатка за политичкиот радикализам. Да не должам многу, со мене во студието се доцент доктор Ивана Додовска, како и член на тимот Иван Иванов. Добар ден, добре дојдовте во студиото на Република телевизија. Добар ден. Ова дело е меѓу првите дела што го опфаќа радикалниот ислам во Македонија, каде што нема некоја литература од македонската научна сфера во оваа насока. Ви не растесуваше ли при работата? Па, еве, во корелација со моите колеги, пред уште година и половина, дискутирајќи, разговарајќи за одредени концептуални проблеми кои што настануваат и на регионално и на глобално ниво, заклучивме дека не постои едно, да речам, посублимирано академско дело кое што се занимава со новите предизвици. Во светската литература има една голема плејада на литература која што се занимава со меѓународниот тероризам, посебно она што се случуваше со нападот на кулите близначки во 2001 година на 11 септември и последнали последователните терористички активности уште на неколку жаришта на ширум светот, но дека во регионот на Југоисточна Европа оваа литература е дефицитарна, информациите се доста селективни и се најчесто од медиумски карактер или од, можевме да добиеме нешто малку подобра слика од она што го најдовме преку медиумите и регионалните и нашите локални медиуми. Оттаму се договоривме дека би било добро во рамките на Институтот Республика, за кој што Иван повеќе ќе ви каже малку подоцна, да направиме еден пилот проект со кој што ќе почнеме да истражуваме и да направиме една, така да речам, почетна анализа која што се однесува на превенцијата од заканите на меѓународен тероризам поврзан со растечкиот религиозен исламски фундаментализам. Многу интересно бидејќи токму регионот е дел од онаа зелена трансверзала, како што се посочува, од каде што фактички би требало да биде мостот на поврзување помеѓу исламскиот радикализам, каде што се корените на Блискиот Исток и европскиот континент, а недостасуваат вакви информации. Бидејќи вие работевте на таа тема, многу интересно дека во оваа публикација ги користите и концептите на мултиетничко општество, ги користите и религијата како главните стожери за појава на вакви девијантни појави како што е радикализмот. И многу интересно што се посочува и дека постои враќање кон трибализмот во однос на радикализмот, односно наместо да се формира општество мултикултурно, се формираат посебни племиња. Тоа беше делот кој што вие, Иван, работевте. Така. Значи, нешто поиѓе околу тоа. Современите држави, современите општества, своето општествена комплексност изразуваат преку моделот на мултикултурализмот. И се уште кај нас имаме терминолошка конфузност и се поистоветуваат поимите што представува мултиетничност и мултикултурализам. Кога зборуваме за мултикултурализмот, гледаме дека тоа се базира пред се на меѓусебното почитување, на толеранцијата и на плурализмот. И ако земеме можеби тоа претенциозен заклучок, и ако видиме дека во основата на самиот мултикултурализам лежи плурализмот, полека сме сведоци на етнизација пред се, како што кажам, од на цивилното општество и со тоа етнизација на самата демократија. Тука настанува веќе проблеми според многу теоретичари, поготово литературата што јас ја користев, укажуваат на тоа дека таа етнизација се повеќе представува проблем во време што доаѓа. Конкретно во тоа што го напоменавте, враќање кон примордијалноста, свесни сме дека современите нации се постепено губат контролата над самата територија, односно над самите држави, со тоа доаѓаме до проблеми
конкретно на цивилното општество, но и на самата демократија и на либералната идеја, како што е самата етнизација, меѓу другото и самата таа партизација, комерцијализација, институционализација, бюрократизација на цивилното општество, но конкретно најголемите проблеми тоа е етнизацијата, каде што во преден план се става лојалноста кон својот етнос, не се гледа големиот интерес, односно националниот интерес, туку се гледа интересот на она што представуваат групни идентитети, односно на колективните права. Со тоа се еродира таа целата либерална идеја и тука настанува еден проблем каде што се враќаме кон една состојба на племенското, односно нов вид на трибализам, каде што не постои општа волја. Сега, во овој однос, ако ги земеме современите предизвици, односно она што се случува на глобален план, војната, глобалниот отпор кон радикализмот што се појави на Блискиот Исток, и овој трибализам, односно формирање на племиња по етничка основа, колку регионот и Македонија се плодна почва за формирање и колку може да се заштитиме од сето тоа? Да, било кој од вас двајца, заедно работевте, нели? Па вака, сметам дека тоа представува проблем, затоа што е конкретно, ако можеме да тргнеме од кај нас, не можете вие да создавате, да кажеме, на пример, можам сега тоа ми доаѓа на ум, да ги земете пример феминистичките движења, каде што се бараат правата на припадниците на жената на една или на одредена еден неодреден етнос. Не можете тоа да го сведете на таа мера, затоа што пред се жената представува род, не представува етнос. И тука се забораваат тие клучни интереси, што се од национален интерес, и предимството се дава токму на таа етничка, односно на тој етнос. Претпоставам дека тоа и самите веќе гледаме дека тоа представува проблем и дека самите односи внатре во општеството, кога веќе ги сведете вие од тој аспект, доаѓаме до проблеми, затоа што пред се цивилното општество конкретно е конфликтна средина, конфликтно општество, бидејќи многу ретко вие ќе се согласите што представува општ интерес, што се вели во еден куќен соед не можете да донесете заедничка одлука и да видите што е еден општ интерес за самата зграда, камо ли тоа кога ќе освета на ниво на општество. Сметам дека клучниот проблем е она на што треба да се работи е пред се да направиме на дистинкција помеѓу она што представува толеранција и почит, бидејќи почит и толеранцијата не се синоними, и сметам дека треба да го градиме нашето општество и нашите односи помеѓу самите чинители на сето тоа базирани на почит, бидејќи толерирате вие лоша храна, лошо вино, но кога вие ќе се почитувате помеѓу себе, тогаш веќе можеме да зборуваме за градење на едни хармонични односи. Сега, ако рековте дека почитта и толеранцијата, кои што не се синоними, нели, се и дел од религиите, станува збор за тероризам кој што има верски предзнак, особено овој модерниот, новиот, она што се случуваше и во Франција и она што се случува низ европскиот континент и на Блискиот Исток, основата на сите религии е мирот. Каде тука доаѓа до радикализмот за понатаму да биде тој и политички, односно, нели, да се искористи во партиски радикализам? Она што, ајде, јас ќе се надоврзам, па Иван ќе се надоврзува на мене. Мислам дека во денешниот неоисламизам има многу малку од она што е суштински во учењето, нели, предвидено во учењето на Куранот, значи за исламот. Она што неоисламистите го пропагираат, тоа е враќање кон коренот, и затоа зборуваме за фундаментализам, иако заедно со колегите ние констатиравме во самиот проект дека фундаментализмот не се однесува само на исламскиот фундаментализам, туку се однесува и на сите останати религиозни доктрини кои што постојат во светот. Да си фундаментален се претпоставува дека да се враќаш на изворите или на основата врз база на која што ги почитуваш и ги негуваш оние традиции кои што се од самиот почеток, нели, значајни и ја градат на основата врз база на која што е изграден целиот систем на вредности и верувања. Од тие причини, она што се извитопери во целата примена, во денешна смисла, во современа смисла на зборот, фундаментализмот се третира пред се пежоративно поради терористичката обоеност на истиот, и истиот е поврзан тесно со исламскиот фундаментализам, како што споменав и претходно, почнувајќи од 2001 година, од нападот на кулите близначки на Пентагон од страна на авионите бомбаши самоубици, на Ал-Каеда. Од тој момент па навака светската јавност е соочена со еден голем дуалитет, со што би сакала и да потенцирам, дека и муслиманите ширум светот се ставени во една многу непријатна позиција, бидејќи почнаа некако западниот свет да ги третира како терористи, да ги отфрла од себе си и така натаму.
Тоа е јасно и за тоа исто така говоревме во еден сегмент на трудот, бидејќи секуларната ера, која што почива на вредностите на либералната демократија, означува комплетно разделување помеѓу религиозните сакраменти и помеѓу она што е општествен и јавен живот. Во приватната сфера не треба, предвидено е дека не треба никој да се меша, но она што е од првото, излегување низ врата, тоа е како изгледате, дали сте унифицирани, дали сте моделирани на истиот начин како и останатите или не, остава доста впечаток и тензијата се зголемува со текот на времето се повеќе и повеќе, како што и сите сме запознаени со растежот на блискоисточните судари и крвопролевања. Приказката да биде уште подраматична, на ова се надоврзаа и одредени структури кои што потекнуваат од Блискиот Исток, за кои што исто така имаме дел од информациите што ги имаме светските медиуми, кои допринесоа во целава таа приказка да се вклучат и економските фактори кои и битно влијаја, и ние во нашето истражување тоа делумно и го докажавме, имаат битно влијание врз одлуката и за регрутирање на борци во моментот во Исламска држава, но и за создавање на локални келии во регионот на Југоисточна Европа. Преска го спомнавте и трактот на Зелената милја Истанбул, Скопје, Сараево. Ако некогаш на оваа милја се движеа камилите и коњите кои што ги носеа чајот, кафето и црниот бибер и останатите луксузни производи, по падот на Османската империја и по Првата светска војна, оваа зелена трансверзала стана позната по тоа што низ нејзе во текот на целиот 20 и во 21 век се движат сите транскриминали од трговија со дрога, со трговија со луѓе и така натаму. Да дојдеме до финалето кое се означува, го означува теркот по кој што се создаваат и одредени фундаменталистички кели кои што имаат пред се никаква идеолошко верска позадина, туку нивната позадина е религиозен фундаментализам употребен во терористички намери, кој не е, повторувам, не е нешто што суштински потпаја под она што би требало да представува едно религиозно изразување. Би сакала тука уште да потенцирам дека во исламот се запазени одредени правила и норми со кои што и во сунетскиот и во шиитскиот смер може да се почитуваат. Но и ни во едната, ни во другата концепција не постои џихадот како крвава војна, туку како борба за освојување на срцата. Тоа е затоа и тој е терк на умереност и затоа на пример основното кредо на муслиманите во арапскиот свет, особено до ден денеска, зачувано со задоволувај се со малку, но не откажувај се, не лишувај се од телесните потреби и човечките слабости. Во една умерена димензија. Во оваа нова форма на ислам, во која што се пропагираат пред се Саудиска Арабија и така натаму, гледаме дека трансформацијата од освојување на срцата е до освојување на територии, до ширење на исламот и на исламското влијание на секаде широм светот, поттикнување, користејќи ги автохтоните елементи кои што постојат во Југоисточна Европа, тие се поради османското наследство многу посодржајни и подомородни. Но, например, ако го споредиме со Западна Европа, таму се резултат на империализмот и на колониализмот. Во неоколониализмот гледаме дека Западна Европа се соочува на маргините на своето општество да ги поседува и овие маргинализирани муслимански заедници кои што буквално живеат во гета, кои што не функционираат надвор од гетото и кои што се доста потиснати во своите слободи и права во општествената сфера, според законите се сите еднакви, но во реалниот живот имаат доста голема маргинализација која влијае и на економските моменти, економскиот фактор, второ влијае и на нивното чувство за неприпадност или неприфаќањето на она што го носи и самата криза на либералната демократија во западните општества и оттаму стануваат лесна мета на превземање од страна на вакви идеолошки матрици кои изгледаат доста фасцинантно, делуваат доста братски и оставаат доста длабоки траги за животот на еден човек. Од тука фактички доаѓа и до приклучување на тоа племе, да земеме како еден поим, вклучување кон таа племенска заедница од тие нови племиња, каде што ќе го поддржат овие нови тенденции за освојување на срцата, односно џихадот.
таму каде што се во услови нели на мас медиуми, кога медиумот се носи в джеп со мобилните телефони без причина при тоа да патуваат до местото каде што е главната борба на Блискиот Исток, така? Так. И затоа се појавуваат овие терористички напади секаде низ Европа и како контраудар нели на она што се вели противникот на тоа. Овде би сакала само да така? се надоврзам, ке ми дозволите. Сакам да кажам дека еден дел од овој проект баш посебно на медиумскиот третман на радикален ислам го работеше вашата цената колешка Катерина Нешкова, која навистина даде еден многу интересен осврт и на медиумите во светот при третманот на радикален ислам, но и на локалните медиуми, мислам, кога кажам локални, мислам на регионалните локални медиуми, каде што е особено интересно да се забележи и се почесто да присутност и употреба на жената во исламот. И значи нешто што претходно никога не би било ставено во било каков контекст, бидејќи знаете дека во исламот жената има една приватна привилегирана позиција. Во современиот третман на радикален ислам, жената представува исто така една од алатките која што се потребува за меѓународен тероризам. Сега, го зачнавте со секуларноста, зачнавте нудењето на решение, она што би требало да биде нели како одговор на сето тоа. Каде може да видиме решение за да ги одвратиме младите, бидејќи ако земеме предвид дека многумина млади од Балканот, од регионот, од Македонија учествуваат и се приклучуваат кон тој радикализам, патувајќи таму, но и верувам и овдека пропагирајќи го, како може да го превенираме сето тоа? Ако дозволите, сметам дека еве ние конкретно како млади политолози имаме проблем со тоа што се соочуваме со едни феномени на глобално ниво што многу ретко можеме да ги објасниме со западниот категоријален апарат. Значи имате вие поими што може да ги објасни како цивилното општество. Вие ако зборувате за цивилно општество кај исламот, тоа е непознато, бидејќи тука имаме калифати, немаме цивилно општество. И таа поврзаност со секуларноста, дека за постојано цивилно општество вие морате да имате секуларност, а исламот е инкомпатибилен со тоа што представува секуларност, тоа доаѓаме до тие проблеми кои се на верската основа. Тоа го имам напишано и во трудот и се покористив со тоа, бидејќи сметам дека многу убаво ја објасна целата ситуација. Тоа е последните страници на општествен договор од Русо, каде што тој зборува за лична религија и за она што представува граѓанска религија. Личната религија која не е базирана со никакви церемонии, не е наметната, туку извира внатре од човекот и во тоа што он смета дека треба да верува, а од друга страна тоа гледа и граѓанската религија која е наметната, која луѓето ги прави крвожедни, која ги прави неверници сите тие што веруваат во нејзе. Сметам дека тука таа баш граѓанска религија е поразена од личната религија, бидејќи не треба луѓето да живеат во мир. А како што кажате на самиот почеток, во основата на сите религии лежи пацифизмот. Сметам дека проблемот е во тоа што кога кај некој ќе дозволите да ви индоктринира и да ве заведи и да го освои вашиот дух, тоа што го сподели со вашето тело. И сметам проблемот настана бидејќи во основата на се гледа верувањето, не се гледа она што представува знаење. Така. Апропо тоа што го кажа Иван, навистина тие во рамките на Институтот Республика многу искрено, со многу голем ентузијазам се нафатија да истражуваат на темата и верувајте нам, и јас како нивни колега многу често се наоѓав затекната од информациите кои што ги носеа и идеите кои што ги дава во врска со ова прашање. Само за едно мало подсетување, поради тоа што веќе имаме повеќе од 15 загинати од прилика, немаме официјална информација, нели тоа е строго доверлива информација. Но она што протече во медиумите, дека нели до сега за овие 2,5 години 15 млади луѓе од Македонија до 26 годишна возраст се загинати на боиштата за идејата на исламска држава, ги поттикна помладите колеги политиколози да размислуваат и на тоа дека иако нели нашето Министерство за внатрешни работи покрена една кампања, значи се направи промена на законот со која што нели се казнуваат на 4 години затвор сите повратници од овие блискоисточни боишта, дека сепак треба да се фокусираме и да работиме уште пред да се донесе било каква идеја или не дај Боже да се влезе во мрежата на овакви радикални исламистички струи кои ќе ги нели повлечат младите луѓе, ќе ги однесат на Блискиот Исток. Бидејќи многу е подобро доколку се спречи одредена појава отколку да се лечи.
Видовме, например, во изминатиот период дека и рейсот на исламската верска заедница во Република Македонија даде предлог за рехабилитација на овие повратници, за по издржувањето на затворската казна, за нивно интегрирање и повторно враќање во нормалните текови на општеството. Но сметам дека ние како општество можеме многу повеќе да направиме, а и колегите сме на иста линија во тоа прашање, за тоа си дозволам во множина да кажам, дека треба да направиме една посилна кампања општествена која што ќе пред се, медиумска, која што ќе биде превентивна. Ќе допре до срцата на се... младите луѓе. Видете, сите живееме во едно многу турбулентно општество. Ние како научници и како академска јавност не сме исклучени од животните текови на секојдневните проблеми и соочувања. Оттаму, нашата благородна улога е да ги таргетираме оние најклучни проблеми и прашања кои што настануваат и на истите да го дадеме соодветниот одговор. Тоа е болен процес и во реалноста не може да биде совршено како што ќе го направиме на хартија, но доколку работиме интензивно на таа тема, ќе видите дека ќе се случат многу подобрувања од она што би можело да биде доколку оставаме оваа работа под тебе. И да не заборавиме дека Хантингтон уште пред повеќе од една деценија и повеќе кажа дека светот во нареднава ера, тој до 21 век, ќе се судри, ќе има судир помеѓу цивилизациите. Нашата продлабочена анализа докажува дека посебно во нашиот регион Југоисточна Европа, во кој што се наоѓа и нашата држава Република Македонија, ќе има судир на религиозните блокови и религиозните концепции. Како нешто што со векови било одржувано, тоа е со животот меѓу религиозните групи, како традиционална вредност која што ја има, е уникатна за овој регион и не можете да најдете на ниеден друг историски момент во Западна Европа или на другите континенти, треба да се охрабриме, да се одважиме и да создадеме една поширока слика која што ќе ги вклучи пред се, потенцирам младите луѓе кои ќе би можеле на тој начин не само да добијат и соодветна поддршка, не само соодветен совет, туку и да бидат вклучени во општествените текови со кои ќе се намали ризикот од економските проблеми и така натаму. А на тоа треба да работат сите сегменти на општеството. Зборувавте регионалност и ја спомнавте Република Македонија како уникатна слика. Работевте при изработка на ова дело, работевте и регионално. Може ли да направиме една споредба, бидејќи едно е кога го гледаме како регион, меѓутоа да направиме една споредба со состојбите во Босна, во Хрватска, Косово, Србија, Албанија, Македонија, каква е и постои ли разлика како плодна почва за ширење и за превентива на овој радикализам? На секаде низ Балканот постои и како резултат на војните во поранешна Југославија. Вие многу добро знаете дека одредени терористички, вахабистички, исламистички кели беа формирани токму за времето на војната во бивша Југославија, посебно во Босна. Босна и до ден денеска е едно многу ризично подрачје кое што едве стои на своите нозе. И во рамките на истата, се уште не можеме до крај да утврдиме, но евидентно е дека постојат одредени потенцијални ризици. Истото важи и за Косово и делови на Албанија. Македонија, знаете дека пред малку повеќе од нешто десетина години имаше голем воен конфликт кој што за малку ќе се прелееше како една регионална криза. Евидентно е дека постојат одредени структури во државата, за тоа не можеме да зборуваме повеќе бидејќи тоа е работа на теренот и тоа не е нешто со кое што ние се занимаваме, но она што можеме да го заклучиме од она што го имаме како релевантно и достапно е дека постојат одредени опасности и ризици. Колка формат ќе земат и во каква димензија ќе се шират, тоа зависи, како што спомнавме со Иван, и од економските фактори, и од светските движења, и од одлуките на Европската унија и на посебно Соединетите американски држави, но и од улогата на Турција која досега беше добра рамнотежа во регионот и секуларно се движеше и внимаваше да не влезе во приказката на блискоисточните превирања. Она што можам исто така да ви го констатирам е дека во рамките на овој блок или на зелената милја во движењето на оваа патека, секогаш ќе постојат одредени сомнежи кои што ќе остават простор да се делува, но мислам дека
тука нашата држава и нашите институции на системот добро ја менеджираат работата, бидејќи не сме осетиле со исклучок на монструм и на значи Така. можеби нешто поситно претходно, нешто поопасно по безбедноста на нашата држава и на Безбедноста нашите секаде е граѓани. ставена на тест, затоа и таа анализа на германскиот Маршалов фонд кој што ја спомнав на почеток, кој што вели дека Европа е местото кај што неверојатно ќе се одигра новиот бренд на модерен тероризам, кој што нели го поврзува со блискоисточните случувања. Вие најавивте при промоција на ова дело дека ќе има продолжеток, дека ова е само зачеток на анализа на кризите на модерниот свет и регионалните и глобалните предизвици за либералната демократија наспроти религиозниот фундаментализам. Што може да очекуваме, кога може да очекуваме, како може да очекуваме, во кој формат? Така. Па сметам дека за тоа повеќе може да ви кажа нашиот уредник на самиот труд, односно и самиот иницијатор од каде што произлезе цела оваа идеја за еден ваков пилот проект, еден ваков академски труд, тој е ценетиот професор Иванка Дудовска, која не водеше низ цела оваа работа, држеше таа цела контура. Ние дојдовме со нашите информации, со нашите сознанија и сметаме дека ова е една отскочна даска, еден убав почеток, заедно со сите колеги со кои соработувавме на трудот и од Институтот на Речи и да ги спомнеме, да? Да, може да ги спомнете. Ги имате таа преврат. Значи тоа се од Институтот Република Сара Албандер, Мартин Бузалковски, Маријан Вучкови, Женур Исени, Станислав Цветковски, колечка Кате Нешкова, Станислав Цветковски, Ивана Атанасовска, Лилијана Лазаревска и Оливер Андонов, да не го кој беше забораваме назначен колегата. за истражувањето. И сметам дека со се направи еден добар тим кој се најдовме како истомисленици, се најдовме заокружени како оваа идеја што представуваат кризите на модерниот свет и заедно со почитуваниот професор Јонка Дудовска ќе продолжиме и се надеваме дека ќе не поигате пак па да го разложиме и нашиот нареден проект. Така, ја ви благодарам за учеството во ТВ Република. Ќе го очекувам нели со ново издание повторно да ги разгледаме можеби малку подетално кризите на модерниот свет. Ова беа можеби прекуси 15 минути за да ги опфатиме и она филозофскиот дел, и религискиот дел, и амбиентот во кој што се наоѓаме, но сметам дека дадовме една мала слика што може да се добие и кои сознанија може да се добијат. Да. Јас би сакала да потенцирам и така многу сум значи среќна и задоволна што во Република Македонија имаме една млада и потенцијална гарда што доаѓа значи од политиколози кои имаат и те како огромна желба и ентузијазам да работат на општествено горливите теми. Практично секаде во светот политиколозите се ударната сила и на политичарите, бидејќи не можете да имате добри политичари без добри политиколози, но исто така и се главните протагонисти во меѓународните организации и во креирањето на светските случувања покрај економистите и историчарите. Од тие причини сметам дека тимот на Институтот Република, Иван е еден од нив, ќе во наредниот период ќе направи едно многу поопсежно истражување во регионот. За ова истражување кој што го имавме, сме благодарни на фондацијата, поддршката што добивме од фондацијата Конрад Аденауер, со седиште во Скопје, како и на правниот факултет Јустинијан I при Универзитетот Свети Кирил и Методи. Па се надвам дека за година и нешто, доколку биде се според тертипот како што се движиме, а добро соработуваме, дека ќе можеме да го извадиме и првиот публикуван академски труд кој ќе го носи истиот наслов. Ви благодариме во името на сите наши колеги за поканата во емисијата. Ве покануваме и понатаму да останете со нас и да ја следите оваа горлива тема и секое добро на вашите гледачи. Не ви должам многу. Професор Додовска добре одјави оваа емисија, ова издание на ТВ Република. Се гледаме со нова тема. Пријатно.